Повеќе од 1000 нови проекти, близу 300 милиони евра инвестиции и ветување за подобар живот во секоја општина. Вака министерот за локална самоуправа Златко Перински ги сумираше изминатите 2 години работа, презентирајќи резултати кои според него отвораат ново поглавие за македонските општини. Според податоците кои ги презентираше, преку 2 јавни повици се одобрени дури 1116 инфраструктурни проекти, вредни 298,7 милиони евра. Инвестиции кои треба да донесат нови улици, водоводи, канализации, реконструирани училишта и градинки, како и модерни јавни објекти. За разлика од претходниот период, кога државната поддршка најчесто беше насочена кон справување со финансиските последици, денес средствата се кон насочување и создавање нова вредност и долгорочен развој. Но за развој не се доволни само инвестиции. Потребно е да се изгради систем на фискални и стабилни општини. Затоа за прв пат системски пристапивме кон процесот на ажурирање на базите на даночни обврзници во сите општини. Ова е можеби една од најважните мерки за финансиска стабилност на општините. Преку програмите за регионален развој се поддржани 185 проекти вредни околу 8 милиони евра, а преку европските фондови се реализираат уште 39 проекти вредни повеќе од 21 милиони евра. Перински вели дека Македонија мора да престане да ги лекува последиците и конечно да почне да ги решава причините за проблемите. Најважното што го направивме во изминатите 2 години не се само бројките, кои, ако бидеме искрени, говорат многу. Најважното е што го променивме пристапот. Од модел во кој што се реагираше на проблемите, кон модел кој создава услови тие проблеми да не се повторуваат. Од политика на ад-хок решенија, кон политика на системски промени. Македонија забрзано чекори напред со јасна определба, да не ги менаџираме последиците, туку да ги решаваме причините. Општините добиваат и нова поддршка. Перински кажа дека за прв пат е формиран ресурсен центар кој ќе им помага во работата. Тој најави дека паралелно се средуваат и даночните бази, процес кој можеби не е највидлив за граѓаните, но според министерот е клучен за еднината на општините.